Националната установа Завод и музејот Битола и годинава ќе реализира на вистина голем број на проекти финансиски поддржани од страна на Министерството за култура на Република Македонија. На самиот почеток, она што е интересно и што вреде да се спомне е дека ова установа годинава ќе реализира дупло повеќе проекти од изминатата година, односно во бројки ако изминатата година реализирала 32 проекти, годинава Заводот и музејот Битола ќе реализира дури 57 проекти финансиски поддржани од Министерството за култура. Подетално за сето тоа разговараме со директорот на ова установа, господинот Алтипар Маков. Еве, директоре, на самиот почеток би сакала да го споделиме со сите наши гледачи онај проект кој што би рекла и дека можеби е најзначаен кој што ќе го реализирате токму оваа година, а тоа е реставрација и конзервација токму на Националната установа Завод и музеј во Битола. Певе да ги информираме подетално сите наши гледачи што опфаќа овој проект. Конкретно тој проект е можеби најзначаен за битолчани. Значи, ние планиравме и успеавме и лобиравме овој проект, значи конзервација и реставрација на фасадите на нашата зграда, нашиот објект кој што е огромен, мислам, по своите димензии, импозантен, да влезе да се поддржи со националната програма од Министерството за култура и планираме да биде опфатен со акцијскиот план на владата за конзервација и реставрација на фасади во старите градски јадра. Со овој проект не само ќе биде опфатена конзервацијата и реставрацијата на фасадите, него ќе бидат опфатени осовременување на депоата, сите, од историското депо, археолошките депоа, депото за современа етнолошките депоа. После тоа ќе одиме на осовременување на музејската поставка. Планираме, значи, проширување негде од 517 метри квадратни кои што сега располагаме, да ги качиме негде, таа бројка негде да изнесуваме музејската поставка да биде 1200 метри квадратни. А исто така планираме горе во поткровјето да формиме еден импозантен галериски простор од 2000 квадрати. Галериски простор кој што ќе биде наменет за Битолското триенале, на современата графичка уметност, исто и современото слекарство. Така, како што кажа во самата најава, годинава ќе реализирате голем број на проекти, финансиски поддржани се разбира од страна на Министерството за култура, 57 вкупно. Ете, би сакала накратко да споделиме дел од останатите позначајни поголеми проекти кои што токму Националната установа Завод и музејот Битола ќе ги реализира во оваа 2017 година. Значи, во наредната година, како позначени повторно се проектите кои што продолжуваат во наредни фази. Значи, за битолчани тоа се Јени џамија, ќе продолжи, значи, гимназијата да се завршат сите фасади, музичкото училиште, втората зграда, значи конзервација и реставрација се направи втората зграда на музичкото училиште. Подоцна, значи, планирам исто така училиштето Кирил и Методи, конзервација и реставрација на фасадите, додека другите проекти како што е Курбиново, потоа значи црквата Свети Ѓорги во Курбиново продолжуваме, конзервација и реставрација. Би ги издвоиле голем град Преспа, во Брајчино црквата и голем број, значи 57 проекти. По нас се сите значени, сите се така големи, меѓутоа овие останатите кои што се однесуваат на конзервација и реставрација на фасадите, планираме, значи, сите да бидат офатени со акцијскиот план на владата. Со тоа, значи, битолчани ќе не гледаат со скелињата како ова година уште повеќе. Така, јас ви благодарам премногу за вашето гостување. Се разбира што ги информиравме подетално гледачите за сите проекти кои што токму Националната установа Завод и музеј од Битола ќе ги реализира во текот на 2017 година. Ви благодарам и вас и се надеваме на успешна соработка и реализација на сите овие проекти до година. Така, јас на самиот крај уште би сакала да додадам дека 2016 година беше на вистина доста успешна за ова установа, односно спроведени се вкупно 41 проект, од кои 32, како што кажав, се реализирани со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија, а токму ова установа и археолошкиот локалитет Хераклеја, под чија надлежност се разбира и тој локалитет, ги посетиле
над 40.000 посетители. Околу 75% од посетителите биле странски туристи, најбројни меѓу нив биле турците, а 25% се домашните туристи. Она што би сакала да го споделам уште дека од самите посетители најинтересно што било да се посете се разбира античкиот локалитет Хераклеја, токму оваа национална установа, завод и музеј Битола, односно музејската поставка, а кај турските туристи се разбира дека најголемо внимание привлекува и спомен куќата на таткото на модерна Турција Кемал Ататурк.